Земјоделците да заборават на субвенциите, порача денес ВМРО ДПМН преку пресконференција. Според нив оваа неволја не им доаѓа од ВМРО ДПМН, туку лично од премиерот Зоран Заев. Вашиот труд повеќе не заслужува никакви надоместоци. Приносите, ако не ги надминуваат ланските, повеќе не сметите на субвенции, односно не сметите за поволност која ќе ви даде државата за да си го развивате земјоделието. Ова не се обвинување на ВМРО ДПМН. Тоа се зборови, овие зборови што ги кажа завчера пред некој ден, тоа се зборови на замислите на премиерот. Поради ваквите политики на Заев, разочарени се не само земјоделците. Отпорно исто така ние предупредувавме дека на овој човек не треба да му се верува. Не само вие разочарани се, излажени се овде се и пензионерите, и административците, и директорите, и докторите. За среќа, никогаш не е казано да се каже не на Заев. На 15 октомври, судбоносниот ден за Македонија, ја би рекол и првиот среќен ден за Македонија, ќе им кажеме не на сите представници на политиката на Заев и подржувачите на таа политика, барем овде на локално ниво. На пресуд на ВМРО ДПМН со писмено соопштение реагираше СДСМ. Ниту во владата на Република Македонија, ниту во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство никогаш не била разгледувана опцијата за укинување на субвенциите за земјоделците. Субвенциите се мерка која што е загарантирана со Законот за земјоделство и рурален развој. Развојот на земјоделството и во следниот период ќе биде во фокусот на владата, а преку обезбедување на повеќе пари за земјоделците, ќе придонесеме за унапредување на земјоделското производство и крајно на севкупниот економски напредок. Апелираме граѓаните да не подлегнуваат на манипулациите на ВМРО ДПМН. Ова се очајнички обиди ВМРО ДПМН да ги засени успешните проекти на владата предводена од СДСМ, поради страф од убедливиот пораз на локалните избори. Стои во соопштението од СДСМ.